Милан Савов е дигитален стратег кој што со години работи на веб развој, на Search Engine Optimization и на дигитални маркетинг стратегии. Неговиот пристап комбинира иновативни технологии, автоматизација, вештачка интелигенција по комбинација со традиционалните маркетинг тактики и алатки. Неговата цел е да им даде едно посебно искуство на неговите клиенти, а при тоа неговата предприемачка приказна не почнува со идејата аха, јас сакам да направам компанија, туку почнува како фриленсер кој што полека низ проектите кои што ги добива, го гради својот тим. Неговата предприемачка приказна во оваа епизода на Newbiz. Милан Савов, добре дојде во Newbiz. Благодарам, Наташа. Драго ми е што сум овде. Ева сега кога некој вака не знае многу за тебе, ама првата етикета веројатно што ти ја залепи е предприемач. Од секогаш ли сакаш да бидеш предприемач? Па не баш. На самите почетоци кога и учев средно и факултет, секогаш бев со верување дека треба да бидеш подобар студент, да си најдеш подобра работа, да се вработиш, да бидеш добар на работното место. А како што се развива околностите, почнав нели од вработување па фриленс и мислам дека тука ми се јави таа желба за предприемништво во моментот кога почнав мојата работа да ја делегирам и на други луѓе, па ми помогне и со самоорганизација, со организација на други, водење, градењето на тим и мислам дека природно се случи таа транзиција. Раскажи ни ја приказната пред и по основањето на SmartClick. Различна личност ли беше? Да, може и малку повеќе контекст покасно да ти дадам за тој дел. Значи првично јас студирав на Техничкиот факултет во Битола, смер информатика. И од таму и претходно ми се роди желбата да бидам програмер, да правам веб страни. Потоа кога завршив, продолжив на магистратура, на постдипломски студии, во Штип ги завршив на Гоце Делчев и некаде пред крајот на студиите почнав со моето прво вработување, а претходно некои пракси за веб девелопмент. И првото вработување ми беше од 2011 до 2014, баш како програмер, работев WordPress страни, темплети, HTML, CSS, тие технологии. Потоа имаше пак еден период на транзиција кога почувствував дека сакам да пробам нешто сам. И тоа беше моментот кога започнав да работам фриленс. Во тоа време се уште беше нешто ново, не беше толку и самиот термин познат. Па има една платформа Upwork, таму ги најдов првите клиенти, првите контакти, првите проекти и тоа траеше некаде исто околу 3 години. Па дури потоа се започна приказната SmartClick. А дали си истиот? Дефинитивно не, и не можеш да бидеш иста личност водејќи бизнис и работејќи како техничко лице. Како прво, многу важно е да сватиш дека да се соживееш со нов идентитет. Ако си девелопер, ти си идентитет веб девелопер, си се представуваш кој си ти, јас сум Милан програмер. Така и беше. Сега ако го кажем тоа, јас не размислувам на предприемништво, бидејќи веќе влегуваш во некој друг идентитет. Така да тие се некои суштински работи кои што мора да ги разбереме за да го смениме нашиот начин на размислување од техничко лице во предприемништво. Сега ти е усвоен идентитетот основач, предприемач, ама тоа значи и дека мозокот ти работи преку времено и дека постојано размислуваш за бизнисот, кај оди, ликвидни сме, не сме, имаме доволно клиенти, немаме. Има ли некоја техника или начин како да си ги зауздаш мислите, да кажеш аха, чекај сега, морам да се посветам и на нешто друго, или да имам хоби, или да исклучам малку гласов што ми зборува дека мора. Точно е дека размислуваш многу и мозокот работи непрестајно. Јас сум човек што сака да се организира. Значи однапред планирам недела и ги поставам моите приоритети. Така да имам ден каде што јас размислувам на стратегија, на нови идеи, имам ден каде што размислувам за маркетинг стратегија, продажба, луѓе, значи водење на самите луѓе, и на крај на недела обавезно си правам како ретроспектива на
се што ни се случило во таа недела. Така да се обидувам секогаш кога имам некои мисли и идеи, само да ги запишам и во прв слободен момент или во прв момент кога чувствувам дека има потреба нешто подетално да го разгледам, да си испланирам време и тоа да го направам. Тоа многу ми помага, бидејќи секако непрестано може да само да размислуваш и да доаѓаат идеи. Ваквата самоорганизација или така ставање во некаков облик на сите работи кои што чекаат на тебе, да Мгм. речеме, е нешто што ретко кај кого е така природно да ти дојде или само од себе се развива. Луѓето најчесто бараат модели, темплети, некој да ги посоветува на каде да одат и така натаму. Меѓутоа пак во Македонија не е честа праксата да бараш совет за бизнис, секогаш идеме по интуитивно, можеби заради тоа што немаме никакво формално образование за предприемништво Да, во основно или во средно. Меѓутоа ти си еден од ретките кој што решил дека му треба бизнис коуч. Од каде потребата за тоа? Што е она што очекуваше да го добиеш? Па, искрено кога прв пат ја почнав соработката со Александар, не беше како коуч, како класичен коучинг. Јас некое време на еден начин лутав во магла. Се зафаќав со сите можни сегменти на бизнисот, без некој јасен фокус, без јасна визија и вака при неколку разговори мене ми требаше насока каде да продолжам, на што да се фокусирам. Се сеќавам првата листа која што ја запишав дека имам потреба да ја решам со негова помош беше да дефинираме мисија, визија, вредности, уникатна пропозиција во однос на клиенти, значи понуда, се што е поврзано со основите на бизнисот. И му ја покажувам листата и нашиот уште прв разговор тргна во сосема друга насока, бидејќи откривме дека за да стигнеш до тука, најпрво мора да исчистиш некои лични верувања, лични вредности, па дури потоа да работиш на сите други главни фактори. Така да прво тргнавме од мене, да јас сознам некои работи за себе, подобро да се запознам јас самиот себе. Преку многу потоа почнавме со коучинг сесиите за сите тие работи, но првичната идеја искрено не ни знаев дека така ќе продолжим. До основачот, значи не е до бизнисот. Каква личност е таа која што е на кормилото, одредува каков ќе биде бизнисот. Па да, мислам дека има една изрека кога ученикот е спремен, учителот се појавува и баш тоа е бил тој момент. Изгледа јас сум бил веќе спремен за некое следно ниво, а сам сум можел до тука и сум ја побрал таа помош. И пак е момент да покажеш дека не знаеш се, дека си ранлив и дека ти треба помош од некој. Ако мислиш дека знаеш се, дека секи сработиш сам, е, како да кажем, малку повисоко его во таа состојба и некои сами се саботираме, не барајќи помош од некој што веќе проживеал нешто што сега ти се обидуваш да го решиш. И сега кога сме кај се оно што сме преживеале во текот на кариерата, има ли некој проект или клиент за кој што си велиш кај се зафатив со ова никогаш уште еднаш? Па не можам да се сетам на некое такво искуство. Обично кога договарам некој проект се обидувам да издефинираме јасно што клиентот очекува, што ќе биде крајниот резултат. И кога комуникацијата е добра, се постигнуваат и добри резултати. Секако дека имало предизвици и имало клиенти кои барале надвор од тие нашите почетни договори. Но ако јасно го искомуницираш тоа од сам старт дека тоа што сме договорили е до тука, па ќе правиме друго и се што има потреба, но да ги работите систематски, нема никакви проблеми. Имајте Навистина не можам да се сетам на се некој. менува многу во таква индустрија си кај што работиш, IT development, маркетинг, нови технологии, software as a service и така натаму. Многу работите се менуваат, прединамично е. Да. Имате ли ситуации кај што си велиш леле чекај ова не го знаеме, немаме скил за ова да го сработиме? Секако дека има. Тоа беше една од почестите грешки кои ги правев порано. Например, кога ќе ми побараа услуга, не знаев и јас ќе се нафатам, ќе ја правиме, па ќе регрутирам луѓе специјално за таа услуга, па потоа можеби ќе нема плюс работа за тој човек и не можеш ни него да му дадеш да си има константно работа од тебе, ниту па
ти можеш да бараш цело време клиенти само за еден човек да услужиш. Затоа во еден момент решивме дека нашиот фокус е тие експертизи што ни се сега Custom WordPress Development и Search Engine оптимизација и буквално работиме да видиме што подобри во тие две области. Се што е друго го давам на некои партнери, на соработници, функционираме на тој начин. А дури и во овие два сегменти секако има преголеми промени, но тука се усовршуваме и следиме трендови за да бидеме во тек со самата индустрија, со технологии. На што си најмногу горд? Интересно прашање. Горд сум на повеќе работи. Еве, например, последната година отворивме канцеларија во Скопје. Тоа е чекор што го мислевме многу, дали ќе биде окей, дали не, бидејќи луѓето беа ремоут работеа и не бев сигурен дали воопшто ќе профункционира. Но некако се наметна самата потреба, тоест и скоро сите од тимот изјавија дека имат желба да бидат на едно место. Тоа е, стварно сум горд на ова, бидејќи долго време сакавме, но не го правевме чекорот и се решивме на тоа. Горд сум што имам прекрасно семејство, деца, значи самата хармонија дома ми дава исто мене мир да поефикасно да ги правам сите работи, кога си спокоен да имаш буквално слобода да носиш одлуки, похрабри одлуки. Горд сум на тимот што еве денес сум јас тука, се тече како што треба, имам на кого да се потпрам. Супер звучи. Да. Ги Има доста спомнавме. повеќе работи кои што би ги издвоил, но еве мислам дека е доволно. Така. Ги спомнавме новите технологии, бидејќи Нуби се посветен токму на тоа. Како новите технологии, вештачката интелигенција, се она што се случува во светот може да се искористи за правење, водење бизнис, успешен бизнис во Македонија. Колку вештачката интелигенција, автоматизацијата, особено затоа што работиш не само развој, туку и маркетинг, има улога во олеснување на услугите што ги нудите, поголема ефикасност, подобра вредност за клиентите? Ние конкретно кај нас користиме AI секаде каде што сметаме дека ако го исклучиме човечкиот фактор, ризикот е мал да има грешка. Тоа е едно нешто. И користиме таму каде што имаме повторливи чекори, за да си ја зголемиме нашата ефикасност во целото работење, во поставување на протоколи, на процедури, значи секаде каде што тоа може да ни помогне. На други места се уште каде што ни треба поставување на стратегија, се обидуваме да произлезе од нас, бидејќи тоа ни дава најголеми резултати кога ние сами или тимски ги носиме тие одлуки во која насока треба да се движи некоја стратегија. Така да тој дел се уште не се осудуваме да го препуштиме. Може би понатаму ќе ни помогне во дел на поставување на некоја стратегија, пак да ја потврдиме само со нашиот тим. Како гледаш на иднината? Што те се случува? Што те автоматизираме? Што те биде може би секојдневие на сите што работиме во овој домен? Па не знам, многу е широко, обемно се тоа поле. Јас гледам на тоа дека се што можеме да искористиме од технологија, да го искористиме за да направиме некој подобар процес, сервис, што и да е. Сега каде тоа ќе заврши, искрено не би можел дури ни да предвидам. Да, кога зборуваме за предвидувањата, нешто што морам да те прашам заради тоа што работиш Search Engine Optimization, го гледаме она поместување, особено на поновите генерации, од аспект на пребарувањето, полека го напуштаат Google, одат можеби на пребарување на TikTok, на YouTube, во последно време на Perplexity, на ChatGPT, Search и така натаму. Како ја гледаш оптимизацијата во вакви услови, кај што се менуваат навиките? Да.Ално кажам. Едно нешто е, самите генерации имат различни навики, но засега се уште Google држи, мислам дека над 80-90% од пребарувањата, така да не верувам дека брзо ќе исчезне тој вид на пребарување, само што се модифицира. Например, Google моментално прикажува различен начин на резултати за одредени пребарувања. Не е исто како порано 3 реклами па 5 резултати, туку сега има подруг облик на се тоа. Така да ние во работата ги следиме тие трендови и гледаме како Google ги сервира резултатите на
на тие луѓе што пребаруваат, па се обидуваме се тоа да го имплементираме во некоја стратегија за нашите клиенти да се појават во тие резултати. Ако треба на некого да му дадеш 3 совети за search engine optimization, вака 1, 2, 3 инстантно, што е оно што секогаш го даваш како совет? Дефинирање на јасна целна публика, тоа е голем пропуст. Ова нема врска со search engine, но има врска потоа. Бидејќи ако го пропуштиме моментот на кого ќе се обраќаме и за кого ќе биде таа стратегија, можеме да ја промашиме целната публика. Тоест, ќе рангираме за резултати кои што нема да ќе ги привлечат погрешните луѓе. Така да со добра оптимизација на идеален клиент, на јасна порака, јасна понуда, веќе можеме да работиме SEO стратегија. Второ нешто е детална анализа. Ако не направиме крвна слика, нема да знаеме што не. Истото нешто се случува во бизнисите. Многу често знае да се случи да побараат стратегија, без при тоа да се отворени, да направиме ние анализи. Бидејќи мора да знаеме каде сме, што сакаме да постигнеме, за да го најдеме патот како до таму. И третиот начин е, тоест трет совет е истрајност. Ова не е нешто што е инстант решение. Од денес до утре, ако може си да се заврши. Така е, многу луѓе очекуваат и секојаш кажам, ако сакате вакви платен маркетинг, има други начини. Ова не е нешто што од денес до утре, туку треба да е стратешки потек на самиот бизнис. Ако не се истрајни клиентите, ни компаниите не можат доволно да ја калибрираат самата стратегија. Дали е тоа, дали треба некакви промени, а за тоа е процес и сепак мора да почекам. Имаш ли некој трик како да не даваме до првите предложени одговори кога станува збор за пребарување на перплексити, кога те прашам нешто да ми се избаци мојот одговор? Овде моментот е, значи, сега ако се навратиме пред 5-10 години, колку по-долги текстови пишеш со многу повеќе контекст, тоа се вреднуваше многу повеќе. И сега ако имаш приметено на сите AI чат GPT, кога бараме нешто, ни дава преогромни одговори. И сегој се обидуваме да го стесниме лимитот на зборови. Така да важно е сега на нашата содржина ние да бидеме што по-концизни во пократок текст. И тоа веќе се вреднува многу повеќе, бидејќи и самото внимание на луѓето е пократко и сакат да ја добијат информацијата побрзо. Веројатно треба да размислуваме и во природен јазик, во смисло не во киворди како што пребаруваме на Google, туку да биде точно одговор на она што јас го нудам на мојот сајт, да биде точно одговор на она што некој го прашува во Perplexity на пример. Да, значи идејата е твојот одговор во пократка реченица да даде поголема вредност отколку сите други страни и така добиваш некој авторитет на самиот пребарувач и на сите тие резултати. Има ли наскоро некаков водич листа, чек листа што треба да направиш за да оптимизираш за пребарување на енџините со вештачка интелигенција? Да чекаме ли некој таков гайдлайн што те ни помогне? Па искрено не знам, но сигурно ќе се појави нешто. Пак ќе кажем, за сега голем дел пак се базира на Google. AI се користи многу и интензитетот е дека ќе се користи и повеќе. Па овие формули ќе произлезат од самата работа и од искуството. Мислам дека се уште е многу рано за со сигурност да знаеме како баш ќе се презентираат сите резултати. И сега во развојот на веб страници, јасно е дека вештачкава интелигенција и таму навлегува, па имаш ситуација кај што кажеш направи ми ваков хоумпејдж како тој што има или не знам мојата конкуренција има така структурирани услуги на својот вебсајт, сакам јас кај мене. Каде ја гледаш корисноста, а каде може би ризикот од употребата на вакви промптови во процесот на создавање на веб присуството на компаниите? Тоа е позитивно, бидејќи многу побрзо можеш да извлечеш некои информации за конкуренцијата што имаш на веб и на Google. Ќе дојдеш до тие одговори кои што ти требаат побрзо преку сите промптови, потоа пак треба да ги земеш податоците, да ги анализираш и да најдеш начин како од нив да направиш предност за тебе, бидејќи сигурно има нешто во кое што се разликуваш и што си подобар од другите. Сега кога ги имаш сите на хартија, баш ќе може да ги изанализираш и да
го издвоиш тоа што е подобро отколку на другите места. Така да тоа би ти било една уникатна предност пред Ти биде веројатно конкурентите. како помошниче на девелоперот во да. процесот на создавање на совршено искуство Да, на да, и веб тоа страница. да. Те се вратам на оно што почнавме. Почнавме за Милан Савов како предприемач. Нешто што во сегашни услови е многу тешко да бидеш на чело на компанија, особено на компанија која што си ја создал, а не ја имаш само функцијата да ја водиш и при тоа да мотивираш тим, да се мотивираш себе си и да гледаш јасна визија за развој. Што е оно што сметаш дека е добро кај тебе како лидер за да го пренесеш и да ги мотивираш луѓето кои што се во твојот тим за иновација, за напредување, за градење, за инвестирање во фирмата. Не зборам за инвестирање од аспект на пари, туку од аспект на сопственото време да ја гледаат својата кариера како дел од таа компанија. Да, вака, јас секогаш тргнувам од себе. Што можем јас да направам за некој, за да му помогнам на другиот. Сватив дека колку повеќе јас се едуцирам, ги развивам моите знаења, вештини и се тоа успевам да го пренесам на тимот, дека сите заедно ќе растеме се повеќе и повеќе. Така да многу вложувам во едукација, во курсеви, во мастермайнд групи, во NLP, во буквално се што може и од таму се што проценувам дека е корисно за луѓето во тимот, се обидувам да го пренесам. Тоа е нешто што мислам дека несомнено кога тогаш ќе вроди со резултати. И секој ќе почувствува дека е и прифатен, и воден, и му се дава и знаење и се што е потребно за да си ја докаже својата експертиза и квалитет во компанијата. Ај малку профетски крај на разговорот. Какви трендови, насоки, очекувања, можности очекуваш да се отворат во 2025? Значи, трендот секако дека ќе биде на AI најмногу, бидејќи и претходната година премногу се зборуваше, па сега мислам дека се повеќе и повеќе ќе се интегрира во работата, во автоматизација на процеси, во подобрување на самата услуга. Но пак би препорачал да не заборавиме дека позади се стоиме ние луѓето и некои работи како емоции не може да се пренесат преку AI. Така да тоа е едно нешто што не би го исклучил како фактор, а ќе видиме како ќе се развива баш AI во сите сегменти на самите бизниси. Ти благодарам. Благодарам и тебе за поканата и баш ми беше драго што го имавме овој разговор.